Добро вечер, добро вечер. Ако сум расположен и ако ви делувам насмеан, тоа не е заради суровата македонска реалност, тоа е заради атмосферата што имаме тука со луѓето кои што се позади камерата и кои што и сега се смеат и кои што ми создаваат онака една потреба да пукнам од смеење, ама ќе се воздржам бидејќи почнува новата епизода на Cyber Команда. Мал јубилеј, 75-та епизода поред, значи 3/4 од 100 ги исполнивме. Дал Бог се случуваат глупости, нашата политичка елита или поново политички богови или по најново професори, доктори, PhD и све. Ако не ви јасно зашто зборувам, погледајте на мојот Facebook профил, има таму референци кон овие што не знаат дека PhD и доктор е исто, само на различни јазици. Предпоставам ради тоа што имаат сите кај Јулија или во Јулија или велат дека имаат кај Јулија, тоа е фели и така натаму, па PhD и ДР не разликуваат, односно не знаат зашто станува збор дека е нели едно те исто. 75-та епизода на Cyber Команда во редовен термин 21:30 на Infomax YouTube каналот. Јас сум доктор Филип Петровски. Да. PhD доктор Филип Петровски. Се шегувам, доволно е Филип Петровски. И јас имам за вас доста материјали кои што може да ви бидат интересни. Иако, на пример, вака постпразничната депресија не носи во една ситуација да не интересира македонската политика. Ми се чини дека тој бучкуруш, таа жабокречина која што ја имаме на македонската политичка сцена, која што се врти или околу лажни дипломи, или околу само наденати титули, или околу лажната интелигенција за која што зборуваме, бидејќи истражувањата покажуваат нешто сосема поинакво. Истражувањата, еве имаше и оваа недела ново, покажува дека кубуриме со интелигенција или популарно нашата политичка елита што би рекла интелигенција, кубуриме со неа и тоа беше извадено во тешки муабети, односно од тешки муабети како еден рил кој што мислам дека ја сумира во едно нашата мизерија. Според World Population Review, еден нов IQ тест, у светски рамки сме на дното, на Балканот сме на дното. Од нас помал IQ има само Албанија. Албанија имаат 87,75, а Македонија има 87,97. И под нас, тука се субсахарска Африка. 2025 година, 21 век, Македонија со сите пишани писма, со кирилици, со све, ние имаме 87,9. Значи шимпанзо има 79. Просек. 5 годишно дете има 75. Ти му викаш не ги брцај прстите у штекерот ке те удри струја, и додека не ги брцне ништо. Да. И кога ги брцне ќе оболи и после не требаше, па не требаше, ама ги брцна. Значи второто, ова не е прво, туку е второ истражување, ја потврди реалноста дека тука негде 87,2, па ја не знам и 2, и 3, и 4, и 5 дали би било нешто би сменило. А ми покажува дека нашата интелигенција, не можам интелигенција е на доста незавидно ниво и дека, кој што рекоа другарите од тешки муавети, субсахарска Африка ни води за малку. И во таква една ситуација, нормално е и докторите да пишуваат доктор PhD, и да немаат поема што е на македонски, што е на англиски, и да немаат поема дека значењата се исти, бидејќи очигледно кај нас со добра доза на амбиција, а без IQ и со овој просек кој што е за никаде, може да се дојде и до докторска титула. Па не, мислам, се купува. Забележавте дека може да се купи и англиски, може и додипломска, и постдипломска, и докторат и така натаму. Еве за вас
еден предизвик. Пробајте да најдете докторати или магистратури онлайн. Од 90-та навака. Нема. Пробајте да најдете попис на професори. Нема. Пробајте да истакнати професори да најдете научни трудови кои што ги објавиле. Нема. Пробајте било што е поврзано со науката да откриете, да исчечкате, да видите кој е авторитет, зашто нема. Еве еден полесен предизвик. Пробајте да најдете интелектуалец во владата. Нема. Пробајте да најдете некој кој што ќе ви даде сигурност кога го гледате дека обавува државна позиција, дека е тоа човек со искуство, со знаење, со интегритет и ви делува дека знае што работи или дека ви делува дека е експерт во некаква област. Нема. Значи, ние можеме да се жалиме дека светот нас не омаловажува и ни ја спуштиле, не знам, намерно интелигенцијата и така натаму, дека тоа може би е нарачано, сите се против нас, како и секогаш. Меѓутоа, свртете се околу вас. Погледайте ги луѓето до вас. Погледайте кој ги учи нашите деца. И ќе ви биде јасно дека истражувањето, иако е штелувано, не е многу далеку од вистината. А дека е ова така, наредниот рил кој што ние го крстивме популарно у редакција Пато масовно. Знаете оној типот масовно за цело село што го фалеше Патот. Па од типот што масовно го фалеше Патот за целото село до ова што сега ќе го коментираме или до дебатата која што се одвива последниве 20 дена во држава, кој направил 500 метра пат, не автопат, пат, регионален пат, па дали го направил СДСМ, дали го направил Мицко, дали некој друг од околината на Мицко, не може на поинаков начин да се толкува освен на легендарното видео Пато. Режија, дајте ме најдете го тоа видеото Пато масовно за цело село, ама прво ќе го пуштиме сега нашиот коментар, па после нашиот коментар ќе го залепиме и тој. Значи, што е тоа различно и дали може овие изјави на нашите политичари да бидат поинтелигентни од 81, колку беше? 9 IQ. Експресниот пат према Крива Паланка е финансиран од Европска унија, Светска банка, не знам кој беа таму. Таму нема дадено динар држава, нешто ситно. Реалноста е дека тој пат почна да се прави у време на Груевски, продужи СДС и СДС го заврши речиси скроз. Од тоа кај што е вртењето за накај Крато, нешто е малци. 90 и нешто посто бил готов патот. Они дошло го направиле. Патот градско Прилеп на 4 мај 24-та Бочварски и Филипче се возеле по патот градско Прилеп. У мај бил готов патот. Што не било готово, исклучувањето кај Росома према кружниот тек. И многу е коректно да кажеш дека овој проект е за сите граѓани од сите влади и многу е коректно да сакаш во оваа држава со толкаво мнозинство и со толку гласови да сакаш да створиш некакво обединување, некакво единство, некакво сенародно помирување и да покажеш големина и државност и на вакви работи се прави. И да ги поканиш, викни ги луѓето, излези поголем бе, не излагај да биди сега. Да изненадете не еднаш, покажете дека сте победни. Они го направиле патот за 6 месеци. Знаеш да ми капија смоквица како прави? Леле, криминален е тој проектот ваков е СДС тогаш. Оро играат чочеци, мочеци. Орото е легендарно, го знаете така. Да не го вадиме сега. Кога гледам, Односно да не го додаваме видеото во емисијата, го знаете орото. Што да кажеме после патот масовно е за цело село? Може да повториш дека патот е за... Пато масовно е на цело село да се изгради асфалтот, патот што спојува горе со регионалниот пат. Народот, тие што се над 82 IQ, треба да трпат и да голтат рекламно пропагандни пораки, те од една политичка елита, те од друга политичка елита, која што при здрав памет те прави будал. И ти вика, ја ти го направив патот. И не е проблем што ни се сликале.
Гледате дека они многу сакаат да се сликаат. Гледате дека се они болни за лајкови на Facebook. By the way, мала дигресија, еден од министрите, удевар мало му е министерството, иде на работа и вика, шо имам денеска настани? Пработените кажуваат дека ништо не го интересира, освен кој е настан, кај е фотографот, фотки да се направат и на Facebook да се објави. Само тоа ги интересира. И пато масовно, што е на цело село, него направија, ако сакате веќе да идеме конкретно у деконструкција, нити Мицко, ни Бочварски, ни Заев, ни Груевски, ни никој, го направија работници. А кој го плати? Ни Мицко, ни Заев, ни Бочварски, ни Грујо, го плативте вие. А пато, масовно за цело село, што се прави по 15, по 20 години, еве овој Охрид Кичево е од 2012, влезе у 14 година, обиколницата Бучко ја правеше 7 години се правеше, 7 километри колку беше делницата. Значи, тоа што е така, толку долго, и на ваков циркузантски начин, тоа е на политичарите заслуга. Ја мислам да сме некаде на запад, да се фалат со регионални патчиња од 5, 3, 200 метри, пола километар, километар 2, да сечат ленти, да снимаат видеа, да вежбаат сценарија што ќе кажат, па нешто се гледаат, па драматично, па исчистено све позади, па као Олио и Станлио, па ја тебе војводо, ти мене Сердаре. Тоа на запад може да го има само у комични или трагикомични филмови. Па што па ја па на запад? Па и на исток, па у Кина, вака да се за километар, па ќе треба секој ден да се снимаат. Кина направи, док ние направивме 20 км регионален пат, они изградија 1000 км, 2000 км најсовремена патна, железничка и не знам каква инфраструктура. Ја мислам дека за волку години, како што кај нас се прави регионален пат у километража, ја мислам дека они до седиштето, до центарот на земјата дека ќе ископаат тунел. И нашиве од ова прават драма, и едните и другите, ама вие сте консументи. Драмата е за вас. И сега вие дебатирате, Бочварски ли го направи, Мицковски ли го направи, Александар ли го направи, Грујо ли го направи, а никој од вас, се кладам никој од вас, не памтите дека Бочварски водеше дебата за промена на името во Штип. Ги имам документите, видеата се симнати, у случај да решат да ги избришат. 5 дебати организираше Заев за промена на името. Една од дебатите гостин беше, односно ја отвори Бочварски во својство на градоначалник на Штип. И сега Бочварски дали направи 5 км пат или Александар, док овој водеше трибини и дебати за промена на име, овој другиот викаше никад нема да го признам. И сега ни овој не ги памтите, дека се учесници во злосторот врз македонскиот народ, промената на уставното име, промената на преамбулата, бришењето на АСНОМ, ама за патот, не знам од каде до каде, дебатираме со денови. Па нели сваќате дека ради тие 82 IQ, они ова го прават? Затоа што и они ги имаат мерењата. И знаат дека е доволно да ви протнат наратив и вие да 2 месеци се расправате за тоа. А во тие 2 месеци они ќе добијат по 5, по 10.000 евра приходи по основ на плата и привилегии. Не збориме за тендери. Приходи по основи на плата и привилегии. А вие, Бочварски бил, овој бил, оној бил. Ги заборавивте луѓето што го променија уставот. И за мене беше врв
на цементирањето на 81,9 IQ, дента кога беше протестот за поддршка на Вучич во Скопје. Истиот ден бе 6 години од промената на името. 1925. 11 јануари. Истиот ден 6 години од промена на име. За само 6 години заборавивте дека го променија името. Заборавивме да го одбележиме тоа. И отидовме со српски знамења в поддршка на Вучич да му даваме, што ги тепаат студентите у Белград или не знам што прават. 81,9. Уште една потврда. Немало држава. Уште една потврда зашто не треба да има. Има ли овој народ национални приоритети? Дали се овие луѓе народ? Дали северномакедонците се новата нација, новиот народ, амалгам, хибрид, што треба да постои, а да не постојат македонци? Тоа се прашањата за кои што треба да дебатирате. Меѓу другото, и тие се доста побитни од тоа дали Бочварски го пуштил патот. Од крајна линија 99% претерувам. 90% од вас нема нити еднаш во наредната година да пројдете по тој пат на кај Бугарија. Патот, па патот, па патот, па патот. Имам уште едно исечеше за вас, за тие 81,9%, корпус деликти на лице место. Ово е заменик директор на јавно предпријатие за чатпат, друг пат. А директор Висок на ова функционер предпријатие со таков оној IQ. од Битола, од Влен, што има осмоделени, Осмоделени. што нема средно. А овој му е заменик него, овој што пукал у мечка. Гледај какава мечка. Од греото да утепаш ова. Пази лжење. Ја удрело кола. И он ја тргна. Правителството Битола Покрена. има истрага отворена. Христијан кажа, ако истрагата докаже дека има докази дека он ја утепал мечката, ќе го разрешил. У рамки на тоа што е ингеренција на владата, тоа е да го разреши. Проблемот кај е? Што треба поише доказ од слика? Карабинот до него, он у ловџиско, мечката ја исправил да се слика. Што поише треба? Што повеќе треба? Добро прашање од мечка. И има ли поголема потврда за некаков идиот да земе да се слика со мечка што е утепал, со пушка до него, и после да вика ја удри некој со кола, ја спасував или ја тргав на страна? Има ли поголемо дупчење у мозокот? У вашиот мозок, не у нивниот. У вашиот мозок, која премиер искача, тој професор доктор господин најубав човек у галаксија, најбољи другар у мало, тој искача и вика, ќе правиме истрага, па ако се докаже. Која е истрага? Човекот сам се пофали дека е утепал мечката, сам се сликал. Гледате дека позира на сликата, не е фатен од страна да не е свесен, не е фатен како ја влече од улица 300 кила мечка. Него е позира, се слика за спомен за себе и за социјалните мрежи. Тоа може само 87,9. Тоа не може човек што има, не говорам висок IQ, нормален IQ. Човек кој што има нормален резон, човек кој што има нормален однос кон животот, кој што има емпатија кон човечките суштества, но и кон животните. Тоа не може да го направи. Не може. Но оно што е близко до шимпанзо и горила по IQ, може. И еве го видовме. Ама, не е он пациентот, пациентите сте вие. Вие сте примателот на пораката и наративот. Дека ако се докаже, он ќе го сменел. Чекај бе малце. Абе, кого заебавате вие? У Хрватска министерот за здравство го ставија у притвор пред 2 месеци. Веднаш беше разрешен истиот ден. Истиот ден беше разрешен.
Он после нека иде да докажува дали бил виновен или не. Не е ни докажано. Тек ке трае постапката. Меѓутоа беше разрешен. Ки си го разрешиш, бе, господине професор, доктор, PhD, associate and не знам каков професор. Ки си го разрешиш. Не може ваков кретен да обавува висока државна позиција, а ти да го истражуваш. При тоа да и они ти да сте од истата политичка провиненција, а ние како приматели на наративот да не шупчите, да ми простите на израз. Па има некои што гледаат што правите, дека всушност сакате да не замајувате, да не манипулирате и лажете. Лесно е со 87,9 да манипулираш. Токму тоа го правите со си... Охо, кој ме бара? Да не ме бара Мицко. Исклучи, изгледа оне. Добро. Не го сечи ова. Значи, не може да не манипулирате. Ама, тоа не значи дека не манипулирате. Се гледа дека манипулирате. Токму со тие кои што го примаат наративот. Еве, уште една потврда во следното, дека се работи само за манипулација на оние со 87,9 во било која ваша активност. Еве го одбравме примерот со Рек Битола. Гледај ни како лажат. У Рек Битола. Ке се копало у Рек Битола копањето било 15% поевтино. Ја отвараш price breakdown, што се условите и како ќе се плаќа, пресметките како ќе се прават за копањето. Марковски компани 125 денари за гигаджул копање, топлина 29 денари за гигаджул, ама 240 денари за кубик јаловина. Значи вкупната цена ќе ти излезе 300 денари. А со Марковски била 125. Биш, пошто ке Марковски не пресметувале копање јаловина. Копањето јаловина го ставале у копањето на јаглен. А одека го одвојот. А они пиарџиски ти вика, не бе 15% поевтина. И народот вика, и браво. Браво. Ама тоа ќе треба да го платиш утре со поголема акциза за гориво, за цигари, за алкохол, царина, со данок, со помали субвенции, со помала социјална помош, со крахиран пензиски фонд. Таа ќе оплатиш тоа утре ти. Топлина и копањето јаловина 15% поевтино. Значи не е поевтино, туку е поскапо. Ама вие мислите дека е поевтино. Затоа што они ви викаат дека е поевтино, затоа што они мислат дека може да ви кажат дека е поевтино, затоа што сметаат дека вашиот IQ дозволува да биде манипулиран на свест, на отворени очи, на сите чула присутни, дека може да ве манипулираат. Јас се надевам дека не сте со 87,9. Мојата надеж лежи во тоа дека македонците се паметен народ. Но вие се мајстори за манипулација. Го контролираат комплетно наративот, измислуваат наративи со патишта, со едно, со друго, со трето, ви одземаат внимание, додека вакви случаеви со милиони евра, каде што вртат бизниси и се богатат фирми, ново формирани, блиски до нив, ви се случуваат или пред очи, или само малку надвор од видикот ваш. И тоа продолжува и продолжува. И убаво ви кажа, тоа на крај ќе оплатите вие, нема да го платат они. Они ќе зимаат плати, ќе зимаат додатоци, ќе зимаат бонуси, ќе имаат привилегии, нешто е од тендерчиња. Ама сето тоа некој мора да го плати. There is no such thing as a free lunch. Да преведам за нашите другари со тој ефел од Јулија. Нема бесплатен ручек. Некој на крај мора сите работи да ги плати. 6,5 милиарди евра во буџетот што они си го предвидуваат за нивни потреби, а без да зголемуваат плати на наставници и така натаму, и на работниците без да го зголемат минималецот. 6,5 милиони евра некој мора да ги раскрчми. Ај погодете кај ќе отидат. Може би овдека.
Ово ми беше хајлајт на неделата. Мицко киде кај Трамп. Картите што се купуваат за инаугурацијата се донаторски. Значи ти донираш минимум $100,000, донираш лак и идеш на инаугурација. Можеш да се пријавиш да добиеш билет за да влезеш на инаугурацијата у двор. За да идеш на тие што се баловите после инаугурацијата, има официјални и неофицијални. Официјални се у белат куќиш се. Неофицијални се тие што ќе иде јавноста, а може да отиде и некој од стафот. За да идеш на баловите, ќе си платиш $100,000 донација. Минимум. Ако има место на официјалниот ќе те пушта, ама ако не ги идеш у неофицијални. Прашањето е од каде на Мицика $100,000 да плати. Пошто не е поканет како премиер, не е поканет како председател на ВМРО ДПМН, не е никако поканет. Некој од кабинетот на Трамп може да повика било кого, кој сака може да повика, као негов гостин. Тоа е неофицијална покана. Ама овие лажат, Трамп ме покани на инаугурација. Трамп не кани инаугурација. Што би рекло? Од кај му се парите на Мицика да даде донација у инаугурацијскиот комитет на Трамп? Бидејќи таму не се даваат како држава или прави, си дава лично. А минимумот е 100. Тоа е прашањето. Ова е портпарол на Виктор Орбан. Да. Вели да ставиме крај на циркусот, ниту еден унгарски официјален државен представник или странски лидер никој не добил било каква официјална покана. Не дека Трамп не пратил покана до никој, него ниту еден председател до сега од сите 47 не испратил официјални покани за ниту еден странски представник да присуствува на инаугурација до сега во историјата. Ама Мицко има покана од Трамп. Му се може. Вие сте тие што консумирате, му се може. Свика шупчи ги. Да тит ги. Тие што слушаат Завет на поштабови сигурно мислат дека после инаугурацијата интимна вечера ќе има Мицко со Трамп. Не би се зачудил тоа да го мислат. Тие се па можда и под 87,9. На кај 75-6. Пресметано. Пушти им таму. Иде Мицко кај Трамп. Врска нема. Врска нема. Не е тоа начинот на кој што се прават инаугурациите. А таму пред Капитол, кај што се заколнува председателот, може да се соберат и 100,000 луѓе. Има за тоа официјално се пријавуваш и ако те одберат, само тоа е малку незгодно, непријатно да се јавиш како странски граѓанин. Идеш таму, тоа е за народот и тука присуствуваат, гледаат кога става рука на Библија и нели тоа е отворен настан за сите. Ако таму иде Мицко, ајде окей, ќе видиме, ќе се сликаат они за Facebook. Болни се да стават слики и да се пофалат и да одглумат нешто, па вака, така, онака. Нема проблем, сликајте се дечки и ставајте на Facebook, а и народот може да се слика, а меѓу две сликања нека поработи повеќе за да го напуди буџетот од 6,5 милиарди евра за политичката елита и тоа него не издвоив што лапа дневници, што паралелно со патни трошоци лапа пари за кирии и што паралелно при патни трошоци и кирии имаат собственост во Скопје, станови, недвижнини и така натаму. Им се може. Не заборавајте. 87,9. За жал. Може грешат сите, може грешам и ја. Докажете дека грешат. Престанете да дозволувате да ве манипулираат вакви ликови што тепаат мечки и што ви пуштаат буви од кои што се чешате, од чувството дека имате бувата, се чешате по месец дена. Ова беше 75-та епизода Cyber Команда. Никогаш не заборавајте дека за се што ни се случува, виновни сме ние самите.